Затоа, пред доделата на овие награди, би сакал да ви кажам дека Управниот одбор на Македонското лекарско друштво и Комисијата за награди реши да додели плакета за храброст и за херојство на младиот господин кој што во несреќата спаси 21 живот според сказите на мајката, чие што дете беше спасено меѓу првите жртви. Кој треба да биде во оваа темнина која што настана, он треба да биде светла точка и би сакал воедно, како што му се заблагодарувам нему, да упатам повик до сите оние во државата и да искажам благодарност на веќе оние кои што говорија на тој повик, за да овој човек му биде обезбеден неговиот живот во благосостојба и здравје, бидејќи тоа го заслужил. Има доктори кои што има спасувано по 2, 3, 5, 10 животи во војна, може и повеќе, меѓутоа во време на мир имаме личност која што несебично, со голема храброст, влегол минимум 20-21 пат, излекол 21 млади идни жртви кои што би биле загубени во огинот. Затоа го повикувам него, младиот господин Јован Костадинов, председателката на Сдруженијето на лекари на Кочани и господинот Благоја Механџиски да дојдат тука на бината и да им се заблагодарам и на господинот Живко Мукаетов за стипендијата и на господинот Благој Механџиски за обезбедување на станот, за да овој млад господин студира во главниот град на нашата држава. Признание за храброст и хуманост и како што ние земавме една мисла која што не се знае кога е искажана, тоа е од античките времења, вика човековата големина не се мери со силата, туку со срцето што ја помага на другите. Благодариме на Јован, нека продолжи во животот. Ние знаеме што меѓутоа неговите другари и другари, а и Фейсбук, малце ни повеќе тоа. Така да ние знаеме дека он е голем љубител на мотоциклизам и на сурфање. Го видовме на неговата слика дека има оддело кое што е црно со портокалови траки од страната. Така да му поклонуваме една кацига, еден шлем за мотор, заедно со ночени, на кое што има залепено налепница од Македонското лекарско друштво, на кое што на македонски и на англиски пишува нашиот херој, our hero. Како прво ви благодарам многу за целото внимание. Гледав и на видеото кога заедно јадевте, значи на ручето заедно со господин Механџиски.
можам да ви кажам дека се работи за изводено, скромно, младо суштество, кое што секогаш кога поминуваш и кога интервјуира новинарите, кажуваше ние заедно, сите заедно влегувавме и изнесувавме жртвите. А сега додавам збор да поведете. Исто така, додека извадевме сите повредени, не бев само јас храбар, имаш уште 20-тина со мене и сите заедно успеавме да извадиме доста многу жртви, повредени и да имаш уште барем дупло од нас како што бевме храбри. Мислам дека оваа несреќа ќе беше со многу помал број на жртви. Во негово име да кажем, бидејќи под голема трема, депресија, го сретна, тој човек кој не влегуваше да се бори против смртта на внатре затечените, тој влегуваше да се бори со својата смрт. Това е социопати. И да се представим жртви. 5-4 дена таму. Вие не знаете, посебно сакам да се заблагодарам на директорката на болницата во Кочани, бидејќи, верујте, јас како менеджер кој цел свет сум прошол по различни конгреси, не сум сретнал таква организирана, мислам, екипа, и вие лекарите, и во Струмица, и во Кочани, и во Скопје, и во Штип, стварно ние докажавме медицинската фела во најтешките моменти и кога се бориме за прогрес во општествениот живот, докажавте вие лекарите, посебно Кочанската болница, како се менаџира на тај тешките услови. Ние добивме сатисфакции со тоа што мои многу пријатели, еви денес од Крка, и од Алкуит, рекла поздрави ги. Ние стоиме секој пат на располагање на вашите пациенти кои ќе бидат. Затоа уште еднаш благодарам на убавску да продолжиме да им помагаме на како да речем, на најтешките моменти во оваа држава. Ние сме последниот ступ во одбраната на животите, на здравјето. Што имаме поздрава нација, имаме поздрава перспектива. Уште еднаш благодарам, посебна благодарност кон него, тој е едно дете херој. Јас не сум запознал таков човек, имам 60 годишен, како да речем, ангажман во здравството, едноставно дете, храбро, спортиста, карактерно, во се, така да ми гордост и на мене, и ние земавме со Алкуит да целокупното школување и во сместувањето и во тоа до крај го ангажирам. Уште еднаш благодарам и да посебно се Благодарам представителката на регионалното сдружение во Кочани. Добар ден на сите. Јас сум доктор Марија Апостоловска-Грижов, председателка на Сдружението на лекари на Кочани Примариус. Сакам да го честитам овој ден, 7 април, значи Светски ден на здравјето. Сите ние да имаме добро здравје, благосостојба и во иднина да не се случуваат никакви лоши работи и во Македонија и секаде во светот, значи да владее само добро здравје, убавини и слично. Исто така сакам да му се заблагодарам на Јован, кој е еден меѓу хероите кој спаси многу животи во трагедијата во дискотеката Пулс. Исто така голема благодарност и до останатите херои кои моментално не се овде и само убави работи да има насекаде во целиот свет. По повод 7 април и Международниот ден на здравјето, Управниот одбор на Македонското лекарско друштво на својата редовна седница
одржана на 29 март 2025 година, врз основа на предлозите на подрачните и специјалистичките здруженија кои делуваат во рамките на Македонското лекарско друштво и Комисијата за доделување на награди и признанија при Македонското лекарско друштво, која се одржа на ден 30 март 2025 година, согласно член 58 од статутот на Македонското лекарско друштво, одлучи да се доделат традиционалните годишни признанија, повелба доктор Трифон Пановски, плакета, диплома и благодарност.